Вести на Канал 8. Добро вечер. Семејна трагедија во која татко со удар од секира си губи синот ги потресе утрово жителите на кочанското село Спанчево. На настанот му претходела кратка расправија, а полицијата го истражува мотивот за убиството. 37-годишниот Драган Минов од Спанчево настрада од удар со секира, што му го задал неговиот 59-годишен татко Душан. Синоќа околу 22 часот тие имале кратка расправија, пошто синот се подготвувал да спие. Половина час подоцна во собата се вратил неговиот татко и со секирата што ја имал кај себе му нанел смртоносни повреди. Мајката, која се наоѓала во соседната куќарка, не претпоставувала што се случило, мислејќи дека домашните веќе спијат, дури изутрината околу 7 часот го забележала безживотното тело на својот син. Соседите исто така не слушнале ништо, а во шок не сакаа да коментираат за настанот, тврдејќи дека Минови биле мирна фамилија. Меѓу ни да дојдеме они да се скарат, кај ни немаше кавка, да се чуе никако. Никако контра да се продума нешто. Лошо не имало. Изутрината таткото сам ја известил полицијата за убиството, пошто службени лица од кримтехника извршиле увид на местото на настанот. Поради постојање на основи на сомнение дека е сторител на кривичното дело убиство, лишен е од слобода ДМ од село Спанчево, општина Чешиново, Облешево, против кој по целосно расчистување на кривично-правниот настан ќе биде поднесена кривична пријава. Во текот на денот полицијата прибираше докази, а телото на убиениот е предадено на обдукција. За 2,5 месеци ова е второ грозоморно убиство во Спанчево. Предходно во расправија по удар со метална клешта почина 26-годишниот Даниел Костов. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани најави позитивна и успешна кампања на првиот прес за парламентарните избори. Зборуваше кандидатот за пратеник во изборната единица број 3 Иван Иванов. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН најавија позитивна кампања по примерот на кампањата за председател. Председателот на комитетот и кандидат за пратеник во тројката Иван Иванов рече дека владеачката партија има резултати и кредибилитет да говори. За денес ќе ви издвојам и укажам само на еден проект од изборната програма на ВМРО ДПМН. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, ги обезбеди највисоките инвестиции во историјата на Република Македонија за развој и рехабилитација на инфраструктурата во земјата. Во земјава започна изградба на повеќе патишта, магистрали и автопати, од кои од особена важност за нас се автопатот Скопје-Штип и експресниот пат Кочани-Штип. Сметаме дека овој автопат, како и проектот за проширување и реконструкција на делницата Кочани-Штип до ниво на експресен пат, се зафати кои представуваат најголемо и најзначајно инфраструктурно поврзување на истокот со главниот град, па и со целиот регион. Автопатот Проложиванов има проектиран буџет од 206 милиони евра и рок на изградба во следните 3 години. Експресниот пат има буџет од 23 милиони, а рокот за реализација е ист. Ваквите инфраструктурни проекти се историски и за нивната успешна реализација треба огромно залагање и енергија. Затоа и овој пат ја бараме довербата од граѓаните, за да ја оствариме заедничката визија за економски просперитет на Македонија. А за да се оствари тоа, ВМРО ДПМН нуди квалитетна и реална програма и многу работа. Затоа има разлика, а вие, почитувани граѓани, знаете да ја препознаете, заврши Иванов. Прес и на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија. Единствени активности што ги преземаат младите во Македонија се да ја напуштат државата, велат од партијата на Љупчо Ѓорѓиевски. Првиот прес на Општинскиот комитет на ВМРО Народна Кочани од кампањата за предвремените парламентарни избори се одржа во просториите на комитетот, а зборуваше кандидатката за пратеник во третата изборна единица Ивана Динова. По неколку дена од почетокот на изборната кампања за предвремените парламентарни избори, политичките партии веќе излегоа со своите предизборни ветувања, каде што младите се вклучени во голем процент. ВМРО Народна партија ја потсетува јавноста дека изминативе 5 години единствени активности што ги превземаат младите е да се организираат како побрзо да ја напуштат државата за подобар живот, разделувајќи се од своите најблиски. Динова потсети на фактите поврзани со загрижувачкиот тренд на иселување од државата, кој рече бил во нагорна линија и во изминатата 2013 година.
Младите како составен дел од секое движечко општество мораат да бидат вклучени во суштинските процеси кои се од голема важност за нив и затоа ВМРО Народна партија со својата политичка платформа за овие парламентарни избори им гарантира на младите дека со влезот во Европската Унија и НАТО ќе го промени трендот на иселување и младите активно ќе бидат вклучени во сите општествени процеси. Со заокружување на бројот 10, вие ќе дадете поддршка за побрз влез во Европската Унија и НАТО, давате поддршка за лидерот на ВМРО господинот Лјупчо Ѓоргиевски и ќе овозможите на младите да останат на своето огниште, живеејќи според европските стандарди. Со почит ВМРО Народна партија. Лидерот Лјупчо Ѓоргиевски е носител на листата на ВМРО Народна во третата изборна единица. Од општина Кочани номинирани се 4 кандидати за пратеници. На третата позиција се наоѓа Ивана Динова, на 10-та председателот на општинскиот комитет во Кочани Живко Сенесов, на 14-тото место е Венцо Наунов, а на 18-тото Славица Богатинова. Роднини и пријатели на обвинетиот Зоран Савев од Зрновци протестираа пред апелациониот суд во Штип со барање за повторување на судската постапка против него. Тој беше обвинет дека извршил силување, зашто неговите блиски сметаат дека е неосновано осомничен. Роднините и соселаните на Зоран Савев од Зрновци се собраа на мирен протест пред апелациониот суд во Штип со барање да се обнови судскиот процес против него. Тие сметаат дека тој неправедно е обвинет за кривично дело силување, затоа што такво нешто воопшто не сторил. Во текот на судската постапка биле прекршени основните човекови права, односно било водено нестручно вештачење на случајот, а немало ни соодветни сведоци, заради што луѓето кои протестираа рекоа дека се сомневаат во судските одлуки. Нашето создание е зададениот наод и мислење од страна на Бирото за вештачење од стручно лице, невропсихијатар, во кој што наод се изнецува дека лицето со болест диагностицирана кај во овој случај оштетеното лице е склоно кон фантазирање, односно изнесување на случаи кои што воопшто не се случиле. Исто така, од дадените изјави од граѓаните на село Зрновци, оштетената личност јасно се гледа дека тие добро ја познавале и за неа формирале мислење дека се работи за нестабилна личност, склона кон лажење и изнесување невистините, односно постапки кои што не се случиле. Соселаните на Савев велат дека не е направено судско вештачење од референтна институција, ниту пак во текот на судењето се слушнало мислење на сведоци. Предлагани се повеќе сведоци, ниту еден сведок не му е возложено да даде исказ, односно соочување со оштетената. Заради тоа тука се собрани сите луѓе, сите се разочарани, цело Зрновци тагува за него, за тоа што е честен, поштен и искрен човек. Според адвокатот на Савев, нарушено е неговото основно право да може да се брани. Доколку повнимателно погледнеме Европската конвенција за човекови слободи и права, поточно во член 6 став 1.г, јасно е наведено дека едно од основните човекови слободи права е правото на одбрана. Значи секој има право да бара, да се спроведуваат докази, да се слушуваат сведоци како од обвинителството, така и од одбраната. Лицата кои протестираа пред апелациониот суд во Штип рекоа дека тој не бил сторител на некакво кривично дело, а уште помалку силување. Познавајќи ги луѓето кои што го обвинуваат и познавајќи го него како обвинет, мислиме дека тоа не би имало шанси да се случи. Зоран Савев беше председавач на советот во локалната самоуправа во општина Зрновци. Значи, почитуван од луѓето и сакан и ценет човек, без трошка да има сомнение за некакво дело, недело. Членовите на иницијативниот одбор за собирање потписи за давање поддршка на Зоран Савев очекуваат дека нивното барање ќе биде прифатено и апелациониот суд ќе донесе решение за повторување на судската постапка против него. На тој начин тој ќе можел да ја докаже својата невиност и ќе ја отфрлел неправдата што му е нанесена. 4 први, 2 трети места и 4 пофалници за учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев на регионалниот надпревар за машинската, електротехничката и сообраќајната струка, што се одржа во Штип, со што обезбедија учество на државниот надпревар што ќе се одржи во мај во Скопје. Учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев уште еднаш покажаа дека добро им оди по предметите од електромашинската и сообраќајната струка. Од регионалниот надпревар во Штип, во силна конкуренција на повеќе електротехнички и сообраќајни училишта, се вратија со освоени први и трети места и пофалници.
По новиот правилник за надпревари мора да поминат на 4 фази, општински, регионален и државен, за да се пласират на државниот. Успешно го завршиме надпреварот од 10 учесници на регионалниот, сите успеа да се пласират на државниот, кој ќе се организира во месец мај во Скопје, училиште Владо Тасевски. Постигнати се задоволителни резултати, како и секоја година. На регионалниот надпревар по профили, значи освоивме 4 први места, 2 трети места и 4 пофалници, што е доволно за да се пласират понатаму на државниот надпревар, каде очекуваме успехот да го повториме. Првите места им припаднаа на учениците Ангел Стојмилов од 3-6 клас со освоени 95 бода, под менторство на професор Анкица Јакимовска. Ученикот Љупче Милчов од 3М4 клас со освоени 94 бода, под менторство на професор Ивица Јорданов. Столе Јованов од 3Е5 клас со освоени 88 бода, под менторство на професор Таса Јакимовски. И Николчо Крстев, 3М5 клас со освоени 87 бода, под менторство на професор Стојанчо Ѓоргиев. Сите 10 ученици, вклучувајќи ги и пофалените, и оние со освоени трети места, ќе учествуваат на државниот надпревар што ќе се одржи во месец мај во Скопје. Учениците од основното училиште Малина Попиванова се вклучија во одбележувањето на Светскиот ден на здравието и подигањето на јавната свест против заразните болести. Низ улиците во градот делеа информативни флаери, а во училишната сала има презентација на тема превенција од ХИВ-СИДА. Седмоодделенците од основното училиште Малина Попиванова се вклучија во борбата против сексуално преносливите инфекции и заразни болести. Со делење пропаганден материјал, средства за заштита од инфекциите и пригодни подароци, организираа активност за подигање на јавната свест кај граѓаните од потенцијалните опасности што ги носи ризичното однесување. Активноста е дел од одбележувањето на Светскиот ден на здравието, како и превенцијата од ХИВ-СИДА и другите сексуално преносливи инфекции. Во рамките на наставниот предмет унапредување на здравието, ние учениците од Малина Попиванова од 7 одделение работевме на проектите за ХИВ-СИДА, пубертет и адолесценција. По повод Светскиот ден на здравието, ние сакавме да придонесеме малку со тоа што организиравме оваа акција и направивме проекти пред нашите соученици и наставници. Ние со ова сакавме да дадеме апел кон младината да бидат свесни за ризиците по нивното здравје. Во рамки на активноста, во спортската сала на училиштето Малина Попиванова, за учениците и наставниот кадар беше организирана презентација. Таа беше изведена во форма на театарска игра, во која се апелираше на можностите од пренос на заразните инфекции и опасностите што тие ги носат по човековото здравје. Весело и разиграно уште на самиот старт на подготовките на кочанските пензионери за настапот на регионалната ревија на музика, ора и песни, што ќе се одржи на 3 мај во Берово, и за учеството по повод празникот Ѓурѓовден, што ќе се одржи на 4 мај во Оризари. Кочанските пензионери започнаа со подготовките за настапите што ги очекува во месец мај. За богатиот музички репертоар со кој ќе настапат на регионалната ревија на музика, ора и песни во Берово, тие вежбаат интензивно. Одржуваат по 2 проби неделно, што е сосема доволно за успешно да го представат кочанското здружение. Имаме моментално 2 настапа. Првиот е на регионалната ревија на ора и песни во Берово на 3 мај. Другата ни е на 4 мај одма наредниот ден во настап во Оризари по повод Ѓурѓовденските среди. Имаме голем број на пензионери кои се заинтересирани за поддржување на традиционалните македонски ора и песни. Имаме и голем број на нови членови кои се денеска за прв пат тука. Имаме и мислам 3 нови пејачи. На досегашните регионални ревии кочанските пензионери секогаш се покажуваат во најдобро светло и успешно го презентираат фолклорното богатство. На регионалната ревија ќе настапат пензионери од здруженијата од Берово, Пехчево, Виница, Кочани, Македонска Каменица и Делчево. Најуспешните ќе го представат регионот на годишната пензионерска ревија на музика, песни и ора, што ќе се одржи на почетокот на јуни во Скопје. Регионалните ревии, освен надпреварувачкиот дел, имаат и друга цел, а тоа е дружењето помеѓу пензионерите кој е од особено значење за луѓето од третата доба од животот. Преку нив се потврдува нагорниот пат во подготовката и презентацијата на фолклорните традиции.
Ромската заедница од Кочани го продолжува одбележувањето на Меѓународниот ден на ромите. Со подршка од локалната самоуправа се одржаа спортски надпревари на учениците од основните училишта. Десетина екипи во машка и женска конкуренција од кочанските основни училишта учествуваа на турнирот што се одржа по повод 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Тој е дел од активностите што по повод празникот ги организираше невладината организација Светла иднина во соработка со локалната самоуправа. Организаторите рекоа дека основната цел на спортските надпревари е да се реализираат целите за мултиетнички соживот, промоција на културата и традицијата, како и на толеранцијата и подоброто меѓусебно разбирање. Бројката не е задоволителна со тие што ги повикавме. Овде се дојдоа, имаме околу 120 деца. Се разбира нели од македонска и од ромска популација се децата, каде што нашата главна цел е нели нивно дружење, да нема разлика меѓу децата, кое што тоа нели они можат да го научат само преку дружба и преку игра. За деца друг начин за такво разбирање мислам дека не постои. Во рамки на прославата на 8 април, токму на празникот, се организираше музички хепенинг, што се одржа на улицата Стамен Манов, а во детската градинка Павлена Велјанова беше организирана свеченост во рамки на проектот Инклузија на децата роми. Одбележувањето на Меѓународниот ден на ромите, 8 април, завршува со одржување конференција со назив Ромите низ историјата и денес. Баскет Дино поразен од Овчеполе во рамки на М18 лигата. Поради турнирот во фудбал, одложено третото коло во лигата во мал фудбал за основци. Баскет Дино остана покус за плейофот во М18 лигата. Тимот на Сашко Лазаров сезонава не успеа да се пласира на едно од првите 4 места што водат во разигрувањето за титулата и пред време ја завршува сезоната, до чиј крај останува само уште еден надпревар. Во предпоследното коло, Баскет Дино загуби од екипата на Овчеполе на гостувањето во Свети Николе со резултат 62:56. Поради одржувањето на фудбалските надпревари по повод Светскиот ден на ромите 8 април, беше одложено третото коло во училишната лига во мал фудбал за основци. Надпреварите се поместени за впеток со почеток во 12 часот и 15 минути. Двојките на колото се Свети Кирил и Методи, Крсте Петков Мисирков и Раде Кратовче Малина Попиванова, а слободна е екипата на Никола Карев. На табелата води Свети Кирил и Методи со 6 бодови пред Крсте Петков Мисирков со 3, колку што има и Малина Попиванова на третата позиција, на четвртата, односно петата позиција се екипите на Раде Кратовче и Никола Карев без бодови. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.